Само сакам да ги информирам пратениците, представниците на владата, представниците на медиумите дека паузата ќе биде во 15 часот. Ви благодарам. Благодарам, господин Мисовски. Пратеничкото прашање се однесува на процедурата за избор на директор во градинка во Пробиштип. Незадоволен кандидат Сонја Илиевска се жалела на тој избор, на процедурата, на законитоста. И јас како пратеник го испратив тоа прашање до министерката да провери дали, да речем, наодите на жалбата се во ред, дали постапката била во ред и како се однесуваат кон жалителката сега во институцијата каде што работи. Министерката се во одговорот на прашањето одговара дека всушност инспекторатот проверил и второстепената државна комисија исто така проверила и во тој дел јас сум задоволен, да речам, од ангажманот и одговорот на министерката. И покрај тоа што сметам дека одлуката не била во ред, меѓутоа тоа е моје мислење и ќе го образложам на кратко. Значи, со мислење на Врховен суд, уште во 2004 година, работно искуство е дефинирано како поминато време на работа после стекнување на одреден степен на образование, за кој е потребен таков степен на образование. Значи, работно искуство од 5 години после дипломирањето, се мисли работно искуство на работно место за кој што треба степен на образование од дипломирањето. Огласот за директор беше огласен со минимум 5 години работно искуство по дипломирањето, така да ако ги споредиме овие две работи, огласот со мислењето од Врховен суд, испаѓа дека после дипломирањето треба да имаш 5 години работно искуство со тоа стручна спрема, тоест со тоа диплома кој што имаш. А директорот кој што бил избран тогаш на тој оглас, воопшто немал ниту еден работен ден на работно место со високо образование. И покрај тоа што имал тој диплома, меѓутоа немал работно искуство со високо образование. Меѓутоа тоа е работа кој што јас исто така ќе се обратам и до второстепената државна комисија да побарам и од кај нив објаснување, меѓутоа би замолил, би сугерирал до министерката, одма да кажам дека неам дополнително прашање, би сугерирал до вториот дел од прашањето, каде што според мои сознанија, моментално на вработената кој што се жалела, се врши мобинг. Морам да кажам дека и за тоа има исто така судска постапка. Министерката се оградува, бидејќи е во судска постапка, меѓутоа сепак би сугерирал и би замолил, се работи за луѓе со долгогодишно работно искуство, се работи за установа кој што е од осетлив карактер, значи каде што се згрижуваат деца, и сепак би обрнал внимание да уште еднаш се провери случајот дали мобингот е мобинг или тука има и некои други зад скриени работи. Благодарам. Неам дополнително прашање.